Ви благодарам, почитуван председател, почитуван представник директор на агенцијата, колеги. Пред нас е финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурувањето за 2022 година, кој што финансиски план, нагласувам, за 2022 година не е поминат во Собранието на Република Македонија, ама финансиски план од страна на агенцијата се реализира. Нели е така? Април месец сме и работите по него. Што е и логично, денес е 8.4.2022. Почитувани, Агенцијата за супервизија на осигурувањето е независно регулаторно тело, кое што е формирано или пак основано во 2009 година од страна на Собранието на Република Македонија, што значи агенцијата одговара само и само на Собранието на Република Македонија. Или треба да одговара единствено на парламентот. Но сега го поставувам прашањето дали тоа е навистина така како што треба да биде, дали одговара на Собранието, односно на нејзиниот основач. Или дали воопшто го зема во предвид мислењето на парламентот или тука се иде само да помине мислењето. Вистина е дека финансискиот план за наредната година агенцијата го достави на 30.12.2021 година. Има обврска да го достави всушност до 30.12 во тековната година. Но агенцијата, представникот на агенцијата го доставиле на 29.12.2021 година и токму заради тоа го поставувам прашањето дали на агенцијата е воопшто важно мислењето на парламентот, односно на нејзиниот основач. Го доставувате на 29 декември, а до 31 треба да го имате мислењето вие добиено, за да може во наредната тековна година да работите по него. И очекувам потврда сега на дека работите по финансиски план за кој што не сте добиле согласност од Собранието. И за тоа всушност вие и должите одговор. Сепак само моје мислење дека агенцијата го користи тоа што го дозволува законот, а кое според мене нема логика да се даде на усвојување финансиски план на ден пред почеток на календарска година. И сега кога зборуваме за финансискиот план, јас ќе започнам од втората глава на планирани приходи. Велите дека приходите во 2022 година ќе бидат помали за 27,08%, заради тоа што во 2021 година на агенцијата, односно агенцијата не ги спровела планираните циклуси на обуки и полагање на стручен испит, заради тоа што владата го раскинала договорот со економскиот оператор Инвока. Ова го потенцирам најмногу заради јавност. Нели Инвока всушност е Рашковски или меѓу Инвока и Рашковски постои знак равенство. За жал, почитувани колеги, почитувана јавност, мораме да заклучиме дека криминалниот октопод Заев Рашковски своји пипци пуштиле и во независното регулаторно тело Агенција за супервизија на осигурувањето. И замолувам повторно заради јавноста да ни кажете во кој месец е раскинат договорот со Инвока, дали воопшто во 2021 година има добиено дозвола за овластени актуари, брокери и ако да, колку се тие на број. Почитуван директор на агенцијата, не знам колку време вие сте во агенцијата, меѓутоа, дали вие еве си го поставувате прашањето, што всушност се чека, што се чека. Факт е дека во изминатите години со Заев начело на СДСМ и на државата ненормалното стана нормално во Македонија и еве уште едно прашање ми се поставува, односно ќе го поставам јавно, читајте го извештајот. Како може готов објект, 5 години готов објект да чека технички приемен, мислам на објектот во кој што сте сместени. За мене не е нормално во една држава да се случува ова. Па по 5 години стоење ќе наведувате дека се јавуваат и дефекти, нормално е да се јавуваат дефекти.
затоа што и една куќа дома еден стан, ако не се одржува 5 години, ќе почнуваат да се јавуваат некакви дефекти. Наведувате дека може да имате и дополнителни приходи од закупнина со издавање на 7-миот спрат. Меѓутоа, интересен е и податокот кој може да ни го дадете, колку во овие 5 години имате заштедено по основ на трошоци за наем, односно, ова го поставувам заради тоа што во минатото агенцијата плаќаше кирија, па сега би требало да има заштедено по овој основ. Зошто планираните приходи за 2022 година се за 4,74% пониски од 2021 година, кога се знае дека 96% од приходите се приходи од годишен надоместок за спроведување на супервизија, квартален паушален надоместок за спроведување на супервизија, издавање на дозволи, согласности, лиценци и така натаму. Колку од овие надоместоци се на терет на компаниите и на брокерите? Во однос на тоа како расте осигурувањето во Република Македонија, дали сме во иста линија со земјите од регионот и која е вашата анализа, кои се вашите проценки, дали сме подобри, послаби, што треба да се подобри во наредната година? И замолувам да ни кажете колку брокери, односно колку друштва се планира да се спроведе, на колку брокери или на колку друштва се планира да се спроведе супервизија во 2022 година. Гледајте го извештајот, она што паѓа во очи е зголемувањето на планираните надоместоци на трошоци за работници кои во 2022 година ќе бидат повисоки за 13,35% во однос на тие во 2021 година. Средства за исплата на надоместоци за стан, подолу во извештајот прочитавме дека исплаќате и дневници на кои членови, ме молам да кажете, се однесува ова. Значи, закупнината на стан, на колку се плаќа стан и дневници на кои членови во бордот или управниот одбор ги вршите овие исплати. На тие што ги гласа собранието, тоест на тие што ги избраја пратениците во собранието или на други, навистина не ми е јасно и би сакала да знам, а верувам дека и јавноста би сакала да знае. И од која причина е зголемувањето од 13,35% покачени кири? Таков податок имаме. Верувам дека одговорот ќе биде дека ова покачување се должи на вистина на покачувањето на кириите, на стодовите, што само е потврда за она што секојдневно ни се случува во државата, односно потврда дека цените во Македонија растат и дека скапотијата, почитувани колеги, е се поголема од ден во ден. Ќе се вратам повторно на зградата, бидејќи за 2022 година имате планирани средства за проценка на градежно земјиште под објекти. Верувам дека тоа е причината за која што до сега не сте добили технички прием. Зашто повторно ќе нагласам, мислам дека 5 години се премногу за да се реши еден ваков проблем за државен објект. Имате најава дека ќе се изврши технички приемен во 2022 година, дали во текот на овие 4 месеци во тековнава година е тоа завршено или не? Па вака, сега од прилика со тие прашања, ако имаме после нешто би продебатирали повеќе. Благодарам.